Матни тендери, неефикасни контролни тела и намалена свест кај граѓаните за корупција. Ова се главните предизвици кои ќе треба да се решаваат за поефикасна борба со сивата економија. Државата нема конкретен напредок во ова поле, децидни се европските представници и бараат системски реформи. Надлежните тврдат новиот модел на антикорупцијската комисија ќе биде поефикасен и ветија нулта толеранција за корупцијата. Добар ден и добре дојдовте во ова најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Во продолжение колешката Ирена Каревска со деталите околу она што денеска го разговараме во емисијата. Македонија нема напредок во борбата против корупцијата, а тоа е едно од главните прашања кои ќе треба да ги решите на патот до Европската унија, порачаа европските представници на денешната конференција посветена на оваа тема. Европскиот извештај за напредокот на државата бележи дека земјата се уште се дави во сива економија. Неопходни се системски реформи и независни тела за спречување на корупцијата. Европската унија очекува дека земјата ќе покажува доказ за репресија и спречување на корупцијата. И таков доказ ќе покаже дека политиките за борба против корупција се спроведуваат проактивно и без дискриминација. Нетранспарентни јавни набавки, матни тендери, неефикасни контролни тела. Ова се главните проблеми кои учесниците на конференцијата ги посочија како клучни точки за кои се неопходни промени. Знаете, во Македонија има едно непишано анекдота или правило меѓу фирмите: ако не знаеш дека има тендер, тогаш не е за тебе. Дополнително загрижуваат последните анкети на јавното мислење, кои покажуваат дека граѓаните стануваат имуни на корупцијата. Ретко кој одбил да плати кога му било побарано мито. Од 36% од граѓаните на кои им биле побарани пари за некоја услуга, дури 31% платиле. Надлежните пак се оптимисти. Велат новите законски измени на ова поле ќе ја зајакнат антикорупцијската политика. Во тек се активности за воспоставување на алатката што ќе обезбеди релевантни извештаи од исклучителна важност за развивање на антикорупцијските политики. Клучното државно тело за борба против корупцијата со месеци е без раководство, а нов модел на антикорупцијската комисија од Министерството за правда најавија за наесен. Токму тоа е и темата за која што разговараме во денешното издание на Очи во очи на 0260 91 924 0260 91 925, телефонски броеви на кои може да ни се јавувате или пак да ни пишувате на фан страницата на Facebook Мој термин Очи во очи, каде што секако можете да ги давате вашите мислења и коментари. По однос на гостувањето на вчерашно гостување на градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов и сите оние прашања кои што останаа и коментари кои беа упатени преку 60-тина, со вкупно преку останатите социјални мрежи од прилика околу 100-тина, ќе му бидат, се разбира, доставени, за да од наша страна си биде исполнето сето тоа што сте го прашале, да стигне до неговата канцеларија и до него, а понатаму останува на администрацијата. Дали имаме некој на линија? Добар ден. Добар ден, Огњан. Ве слушам, повелете. Насов е поздрав. Поздрав до вас, Насов. Топло е, топло, а? Топло е, Бога ми да ви кажам искрено, да. Па лето е, ако јас сакам топло да ви кажам. Јас не сакам ни топло ни зима, повеќе сакам пролет и есен, но добро. Добра е, добра е. Да. Да се знае. Погласно режија, повелете. Вака, во врска со темава, се согласувам, меѓутоа, стварно, треба судството да ги убрза малце работиве. Овие обвиненија што се покренети, требаше побрзо да се завршат. Нови ако има, веднашка да се преземе брзо. Да не се дозволи да бидеме транспарентни, а да не биде и ова влада како што беше до сега. Ја пред тоа старата влада никогаш не реков дека криминална онова, затоа што немавме докази. Сега веќе има докази. Не биде значи криминална како мината влада, туку брзо да ги решиме тие проблеми, ако сакаме во Европа. Ако не, нема да ја видиме Европа, сигурен сум. Сега, пошто Шилегов беше синека, кај вас, а не може да ве добијам, доколку може едно прашање за него. Не затоа што ние не сме негова администрација да прибираме прашања, значи единствено можеше вчера додека гостуваше. Си има администрација кои што треба да одговорат на тоа прашање, затоа земаат плата од нас граѓаните. Океј, ајде, поздрав и одиме напред. Поздрав, благодарам за јавувањето, ви посакувам бав ден, Насов. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Дали се слушаме со некого?
0260 91 924, 0260 91 925 се телефонските броеви кои што можете да ги користите за да се јавувате. Добар ден. Дали имаме некој на линија? Зборуваме за тоа дека во однос на извештајот кој што е направен за Македонија за напредокот на државата, бележи дека земјата се уште се дави во сива економија. Впрочем, матни тендери, неефикасни контролни тела и намалена свест ке граѓаните за корупција, ова се главните предизвици кои ќе треба да се решаваат за поефикасна борба со сивата економија. Државата, впрочем, нема конкретен напредок во ова поле, децидни се европските представници и бараат системски реформи. Надлежните тврдат дека новиот модел на антикорупцијската комисија ќе биде поефикасен, односно со тоа и таа ќе стане поефикасна, и ветија нулта толеранција за корупцијата. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. И јас ве слушам. Ајде. Поздрав огнен, секоја чест Ѓура. Поздрав до вас, повелете. Ја едно да кажам. Велите намалена свест кај граѓаните за корупција. Проблемот не е што е намалена само свеста, туку коруптивноста кај поедини структури е назголемена. Ние имаме луѓе кои што самите сваѓате, јас имам, познам многу вика, вака. Јас сум спремен да подмитам само да добивам бизнис, ме разбират. Додека тоа во Македонија не се елиминира, додека целиот народ не се освести дека нормална држава не може да биде со коруптивни луѓе и корупцијата да е основа на успешност. Ние имаме спремни луѓе да подмикат за да бидат успешни. А од друга страна, овој народ ги поддржува таквите успешни коруптивни луѓе кои што се збогатија на грб, нели, на администрацијата државна, бидејќи огромната ова бизнис клима се форсира преку државниот, нели, апарат. Додека така трае, ние не може да формираме нормална држава. Второ, народот мора едно да знае, да направи отпор, ако има у близина коруптивност нешто, да ја пријави и да биде против тоа. Не да гледа личен интерес, па да се припика за да и он земе. Тоа е проблемот. И вака племенско размислување и ненормално држава не се формира. Се на љубав огнен и успех во емисија. Благодарам. Поздрав и до вас, и вам се убаво. Дали имаме некој среден на линија, повелете? Ало? Добар ден. Добар ден, Огнен. Да, ве слушам. Сакам да кажам нешто овде со овие корупција, со тие тендери. Ајде. А тендери се нон-стоп така, бе. Дали било ВМРО, или само ние на партија. Не ми интересират. Тие тендери се правени од време како Македонија е самоставена и ќе се прават уште. Еве нек ми каже некој како беше сега за тие набавка на тие возила што ги дадат таму од Европска унија преку Делукс, што ги купи полиција. За МВР? Да ми објасни. Сеј на брзина се прават тие тендери. Так. Која е брзина, бе? Нека објаснат, јавно се даде, на телевизија се даде. Скопје ги купува преку Куманово, да е преку Делукс. Да ми објасни некој, да ми каже. Сакам јасно да се даде на телевизија, се даде тоа. Добро. А кој е тој преку кој е тој преку министер на полиција? И не ме интересира кој е на полиција, таму и ова. Исто, било уште порано. Инка Митрева, кога беше на власт, исто. Преку овој Пенице што е правено. Преку Машко е правено тоа. Машко нема си поима со тој Пенице таму. Тендери, итно било, итно. Скришу ми тие тендери. Бе тој се конфискација треба се направи, тој више доста бео со и работи. Овој народ треба масе и да се конфискуе, не само ВМРО бил или овој СДСМ, сите треба, сите што се биле на функција у Македонија, те да ги се контролира, све да ги се земе. А не на ујко ми е, на тетка ми е, на чичо ми е. Ако ме разбират. На сите да ги се проверат, теко на пари. А ја немам ништо, имам досебен стан, имам една кола, имам милиони и милиони тешки се украдени од нас. Од наш грб, народен. И не ми треба сите да одговарат, сите. Да се затворат, на столица се стават, електрична столица. И сам ти си каже, дека ги врати пари и не мора да го суди.
Да го пусти да иде на биро таму да иде под социјала да иде. Добро. Истече времето, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, ве слушам. Добри дете. Ме прашувате дали сум добар? Да, од Да, тебе добро некоја сум. време на емисија, на одмор да се. Не сум на одмор, ниту бев, но во секој случај добро сум, благодарам за прашањето. Вие како сте? Окей, ќе добро сум. Ајде, повелете. Ќе бидам, мислам, като од следните причини. Ајде. Корупција има, или ќе има. Према соодветни податоци, оригинални, изворни од Европската Унија, жителите, граѓаните на Европската Унија, продоставно за коруптивни цели, секој граѓанин е оптеретен од прилика по 1000 евра. Во таа анализа што е дадена од Европската Унија, македонскиот граѓанин некаде по 300 евра од жител. Или некаде во коруптивни цели во Македонија се вртат околу 600 милиони евра. Сега, тоа не значи дека ние треба да си легнеме на брашното, па имаме време да ја стигнеме Европската Унија и можеме корупција да дозволиме корупција колку што сакаме. Меѓутоа, ја ви тврдам дека корупцијата во Македонија земе невидени рамки. Знаете ли зошто? Како можеше Заев да биде ослободен од кривично дело кое што сите во светот го гледаа дека бараше мито од 150 до 200.000 евра. Ни помалку, ни повеќе. Може да замислите. И сега ние си го казниме некој што побара во странка, например, 100 грама кафе да му поспише побрзо, а овие оваквите риби како функционери огромни, може да е Заев, може да не е, може да е Петко Рајко, на таков начин корупцијата не се елиминира. Дали ќе биде формирано порано или покасно антикорупска комисија, овака не може. Добро. И благодараме пријатно. Да, благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, доколку сум јас. Да, вие сте, ве слушам. Поздрав до вас. Многу ми е драго, иако се срамам дека сме во таква држава, но драго ми е што веќе јавноста, званично почна од други органи да дознава дека се правени коруптивни работи, па дури се и вратени пари од некои од минатото како Тодоровиќ и слично. Сакам да кажам дека во моментот сум подготвен со дозвола на моите клиенти да поднесам кривична пријава. Однос на велепредавство, перење пари, употреби на службени овластнувања, почнувајќи од председателот Ѓорѓи Иванов, бидејќи преку фирмите на неговиот брат и на фирмата на братот на неговата сопруга, се стотици милиони евра пренесени од буџетските средства по разноразни основи. Во рамките на ова, наред е Љупчо Ѓоргиевски, Никола Груевски, Ашом Јалков, Тамчев и уште една редица од луѓе кои што имаат оплячкано над 8,5 милиарди евра во моментот, толку тежат Груевски, Ѓоргиевски и Сашом Јалков, а остатокот се распоредени на сите други кои што се дел од врхушката, која што во моментот е притаена, како што гледате министерот за здравство нигде го нема, а најголемите тендери и коруптивни запати беа преку Министерството за здравство. Барем јас тоа го имам како доказ од мои клиенти. Затоа сакам да кажам, доколку како телевизија сакате да бидете привилегирани, а вашата телевизија во живо ќе бидат дадени седињата, свимињата, презимињата, износите, банките и слично. Истече времето, адвокат Панчевски, ви благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушам. Најмалку најмно, честен да ви давам, дали сум јас коруптивен кога ќе побарам фискална сметка од одредена гостилница, кебапчилница, да ме кажам, со двајца мои другари, дури луцето ми даваат некоја таму сметкичка напишана на обична хартија.
Не, сериозно прашувам, дали сум јас коруптивен во тој случај? Ја не знам до каде ние ќе одиме вака со овие ситниве и кафичи, и ресторанчиња, и кебапчуници. Знаете, да, се извинувам, оценката веројатно доаѓа од страна на странците со оглед на тоа што не го разбираат фактот дека доколку не сте добиле фискална сметка и ви бил даден блок парагон, да речеме, вие тоа не сте го пријавиле во државната пазарна инспекција. И веројатно тука е она што го сметаат кај нас дека ние имаме намалена свест за корупција. Добро, благодарам за советот, ама да ми верувате дека ова жива вистина, во склоп на Скопјанка центарот постои таа кебапчилница и денеска работи така. Не е само таа, има еден тон низ државата, не само низ градот. Да, добро, толку од мене, благодарам и за добро. Да, благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Добро е вака да се споделуваат, бидејќи токму непријавувањето во пазарната инспекција е нешто што, впрочем, е проблем кој што се согледува од страна на наблюдувачите на состојбите, особено во делот на корупцијата на Република Македонија, и како таков се нотира во извештаите кои што се дават дека граѓаните во случајот имаат намалена свест за тоа. Но, понатаму за тоа. Добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете. Матни тендери. Се е матно во државата. Не се знае кој јаде, кој пие. Не се знае кој колку ќе ограби. Сите се како да речем, корумпирани, што се на власт, што се на големо место. Не професори, не доктори, не сите. Може 80% се 20% имат честни луѓе, ама тие ги грабат честните. Тие одат напред. Сите професори, сите доктори, сите партеници, што беа од самостојаноста на Македонија, проверете ги што имат. Чи се Стојан Андов, чи се Петар Гошев, чи се Љупчо Ѓордински, чи се Бранко Црвенковски, чи се Груевски, чи се Заев, сите се чисти. А догуши се со криминални и јавно кажуваат на телевизија црни потувале за коцка и за се. До каде оде македонскиот народ? Го изведоа обичниот град, го изведоа народ, го изведоа земјоделци. По 30 денари од прво за обслана, за воресен, за војаболките. Не ли е срамота? Му плативме на земјоделец. Што му плативте? А колку ви земавте што одевте по нивите, колку повеќе земавте од колку земјоделецот? Срамота за македонски народ, што е на висока место, што се функционери со огромни фирми, се доа. А знам до каде ќе има природа, не е силен, не е моќен да ги уништи. Но и многу Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дејан на Фејсбук ни пишува, вели: здраво огнени, да повториме по 100-ти пат дека на сите политички гарнитури без исклучок им одговара организиран, тоест контролиран хаос во општеството. Во матна вода ништо не се гледа, па лесно е да се кради и да се прават проневери. Ако се сака, се може да се среди и организира цаком пакум, ама тогаш тешко ќе се кради, а тоа не им одговара. Кој јунак прв ќе потегне иницијатива околу истраги за потекло на имот? Можеби некогаш и негде, до тогаш, кој ќе стаса на власт, тој ќе се офајдува без да е казнет. Поздрав, завршува Дејан. Додека пак Тане ни пишува, вели: здраво огнен, кога ќе слушаме вакви работи, човек на вистина не знае како да реагира. Јас не знам кој треба да ја формира таа антикорупцијска комисија. Не може да биде изговор дека владата е преокупирана со решавање на прашањето со името или наскоро ќе ја формираме, тоа не е изговор. Сигурно јас и вие не можеме да ја формираме таа антикорупцијска комисија. А корупција имало и има во сите држави, решението е во тоа кој како ќе се справува со тоа. Завршува Тане, поздрав и до вас.
А Сашо С пак ни пишува, вели многу интересно како сите граѓани се срамеле и негодуваат од тоа што во Македонија имало мито и корупција. Како тоа кога ние само во таква ситуација функционираме и просто уживаме во сето тоа. Како тоа на сите нас кога се наши лични потреби во прашање не е проблем да си завршиме некоја приватна работа. Корупција е кога адвокат Панчевски ги нуди снимките на вашата телевизија наместо во обвинителство. Срамота е тоа бре народе да плукаме по други, а исти сме сите, завршува Сашо С. Поздрав и до вас. Следен на линија, добар ден. Добро, одиме тогаш со следната линија доколку... Ало, да, добар ве ден, слушам. господине Огнен. Добар ден. Лиле е на телефон. Поздрав до вас, Лиле. Ве поздравувам и јас. Благодарам. Темата е вистина одлична за дискусија. Сега кој како гледаме нели на нештата. Јас корупцијата мислам дека од многу одамна ја имаме во државава, од приватизацијата наваму. Знаете, се створија луѓе кои што како да беа на обука за тендери, за многу нешта, едноставно корупцијата заживеа. И сега ги посматрам некои поодделни, да речам, работи стануваат се посуптилни. Се работи на тоа да биде невидлива, а да живее. Како да не се свесни дека сега скринингот, што странците треба да го направат, многу нешта ќе отвори. Како да едноставно сметаат дека ќе им појде од рака да ги изиграат овие што ќе дојдат од Европската Унија, да не наблюдуваат, да гледаат нели како се одвива животот, институционалните нешта во државава. Јас лично мислам дека и непотизмот е вмешан во корупцијата. Зошто? Па преку непотизмот мислам дека се прикриваат коруптивните дела. Апсолутно дека темава заслужува многу пошироко дискутирање, меѓутоа времето ни е кратко. Мене ми беше чест што ви се јавив и продискутирав толку колку што сметав дека е доволно. Поздрав до вас. Благодарам. Поздрав и до вас и ви посакувам убав ден, Лиле. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Ве поздравувам и со голема почит према вас. Благодарам и кон вас исто. Како новинар. Јас сакам да кажам околу темава, значи, без да се навлегува во поединости и во институции, тоа е за мене работа на владата, на државниот врв. Значи, кога они сите институции би си ги ставиле во ред и тие да функционираат во државата, онака како што треба, тогаш нема да се занимаваме ни со корупции, а тоа функционира, не велам 100% во Европска Унија, затоа сите сакаат да одат таму, меѓутоа ние и порано сме имали институции во бивша Југославија кои функционирале и се знаело што може, до каде и кој. И за сите информации сме знаеле каде да се обратиме. Сега е тотален хаос, значи, и се додека народот преку медиумите, да не ме сватите лично, го занимаваат народот со ВМРО, СДС и ред други ситуации, глупости и небитни работи за мене, а не за она што е животно потребно за народот во една држава. Значи државата, народот е држава. И сите мора да се стават во алат за народот, а тоа е собранието и владата. Значи, државата мора да си застане цврсто и да си профункционираат сите институции за да биде држава за во Европа. Вака, само ако и Европска Унија е таква да ја прими нашата држава со сите овие аномалии, не знам зашто би барале да одиме таму, затоа што ќе изгинеме со 200 евра примања, ние не знам каде ќе бидеме. Ви посакувам се добро, значи државата е таја која треба да си ги среди работите и никој друг. Добро. Благодарам за јавувањето, истече времето, ви посакувам убав ден. Илија на Фејсбук ни пишува, вели, нормално е, кога ќе дојде нова постава на власт, многу лица на раководни функции дојдени се да се нафатираат, а не да работат за интересот на граѓаните и државата. Но, колку далеку ќе одат зависи од врвот, поточно од премиерот кој е на врвот и кој се што ветува во името на владата и сите раководни лица.
Ако премиерот успее да ги контролира овие лица кои најдиректно кон него лично го загрозуваат, ќе се намали митото и корупцијата. Ако рибата плива и гледа многу чисто во кој правец оди владата, а остане без опашка вториот и другите ешалони на власта, ќе потоне, ќе се удави. Мислам дека само со строги казни ова може да се спречи и без милост за никого кој каде припаѓа, завршува Илија. Поздрав и до вас. Лилјана пак ни пишува, вели, епа да ти кажам дека сум многу лута, корупцијата ќе се искорени само тогаш кога сите ќе се мобилизираат. На шарената револуција одев за да падне режимот и подобро утре, но во пракса се среќавам со гнилеж. Новите директори дојдоа наоружани со знаење како да се заработи на тендери. Пример ЈСП и комунална хигиена, а генералниот на ЈСП дури не прифаќа средби и разговор на телефон, па ти види, поздравче. Поздрав и до вас, Лилјана. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Баш се јавувам прв пат огнен и ми е драго што на ваква емисија се јавувам за корупција. Мило ми е имене. Инволвирана сум баш околу корупцијата во моето училиште. Добро. Потегнав една иницијатива да се види колку корупција има во моето училиште и колку се офајдуваат директорите од своите функции. Најдов на таква лоша свест каде што корупцијата ја осудуваат односно не, ме осудуваат мене, пардон, не корупцијата. Добро. Денеска, со колешка, во училишен одбор зборувам, кој што највисок орган во училиштето. И викам, дали ти си за корупција и дали дозволуваш директорот да краде? Она ми вика, сите крадат од државава, зошто па он да не краде? Ако е во мали размери, јас тоа го одобрувам. Јас само се згранав, бидејќи сите во училиштето ме осудуваат затоа што потегнав против корупција во училиштето. Никогаш нема да се смени државата ако нашата свест не се свестиме самите дека од нас зависи дали ќе имаме држава или нема да имаме држава. Точно така како што претходната гледачка се јави и кажа на шарените идевме, а сега се среќаваме со нешто друго. За жал, нашите функционери првен треба да си го исчистат дворот дома, па после да бараат нешто од надвор. Се додека имаме корупција во државата, се додека не се развие свеста на народот, дека секој што зима од моето, не од неговото, никогаш нема да имаме држава. За жал, многу ни е коруптивна државата, но свеста на народот е на многу ниско ниво. Никогаш не сум се јавила во вас. Да. Благодарам за јавувањето и се надевам дека ќе се јавите повторно и дека ќе разговараме токму на овие теми кои што се особено значајни за развојот на општеството понатамошно и за она идеологија која што партијата на власт ја има за да стигне на патот кон кој што сака да ја води државата. Добар ден. Добар ден. Екипата на 24 телевизија и сите гледачи што ве гледаат. Корупцијата мора да се искорени еднаш за секогаш ако сакаме да одиме напред. Пример, народот треба да се освести да каже не. Например, ако ми нудат работно место или некоја работа да ми завршат, а бараат корупција, ние треба да одбиеме. Кога ние самите граѓани ќе ги одбиеме тие што ни нудат мито, например што бараат да им платиме за услугата што ќе ни ја завршат, ќе се свестат и ќе речат народот веќе не прифаќа таква работа или друго нешто. И да подсетиме, дали антикорупцијската комисија која постои, која мислам дека се таа дали постои, дали работи, таа самата се фати и изгледа дека била корумпирана. Зошто тие прво не се свесни дека тие се борат против корупцијата, а тие сами во своите редови биле корумпирани и правеле корупција. Па како сакаме да искорениме корупцијата во една држава кога една таква комисија која е задолжена тоа да го врши, самата си го прави истото. Значи, функционерите од кој било калибар, додека не се свестат дека од што ме одредена платата и да земаат повеќе, да крадат,
Нема ништо да биде. Значи, Европската Унија ни препорача до 2019 одредени работи. Доколку увиди дека корупцијата се уште е во подем, ништо од Европска Унија нема да биде. И нека се свестат функционерите. Доколку сакаме да влеземе во Европска Унија, мора да се реформира судството, мора здравството да ни функционира како што треба, мора корупцијата да се искорени, новинарството да профункционира и многу гранки во земјата. Не е само пречката, името и други работи. Да не се залажуваме со лажен патриотизм. Благодарам, пријатно. Режија, за тоа постои тајмерот. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Се сложувам со предходните излагачки двете господи. Добро. Значи, ако ние сами не се смениме и не сватиме дека треба да се работи по закон, никој не може нас да не внесе во Европа. Исто така, ние се среќаваме дел од луѓето, не се сите корумпирани во Македонија, меѓутоа, кога сакаме се спротивставиме на тие корупции, наидуваме со големи пречки, затоа што тие што се во раководните улоги, ако се корумпирани, одат до таа мерка што и ги отпуштат работници, конкретно со мене, затоа што се противставив што нетранспарентно работење на работа, дојдов до ситуација да бидам отпуштена. Една препорака и барање поголеми мерки на финансиската контрола и полиција во сите установи државни кај што постојат. Толку. Благодарам. Благодарам за јавувањето, пријатно, ви посакувам убав ден. Веројатно сме на крајот на емисијата според тоа што гледам. Да, за крај само уште еден коментар на Видан кој вели: можно долгорочно решение за вакви и слични злосторници е специјалното јавно обвинителство и специјалното судско одделение да се вградат во правно судскиот систем и законската регулатива и да ги истражуваат сите сомнителни дејства на функционери и раководни лица во јавните административни и политички структури од осамостојувањето на Република Македонија до денес. Да продолжат да дејствуваат и понатаму како превентива за спречување на незаконски активности и криминал во институциите на власта, да се преиспитаат и разгледаат сите привилегии, бенефиции, права и имунитет на извршители на јавни функции, да се доведат во реални, скромни и прифатливи рамки, а да се стави акцент на нивната морална, политичка и кривична одговорност во вршењето на работата. Ако сакаме праведна, слободна и демократска држава, одговорност мора да има. Компромис со криминалот и злото не смее да има, завршува Видан. Мислам дека доволно е кажано. Ви благодарам многу за вниманието за текот на денешното издание. Се гледаме повторно во утрешното. Останете со телевизија 24, следува дневникот во 17 часот.